Пратеникот Ненад Коцик на онлайн брифингот со новинарите истекна повеќе работи кои се значајни за Велес, а ќе бидат реализирани во 2021 година. Најпрвен ја спомена изградбата на градскиот пазар, но нагласи дека целата работа ќе ја води локалната самоуправа. Потоа со пари од централната власт, Коцик истакна дека се изведува изградба на водовод до селата Бузалково и Раштани. Граѓаните на Велес во 2021 година ќе сведочат на почетокот на изградбата на гасоводниот крак, затоа што пратениците ја донесоа оваа одлука на својата последна седница. Кога 21 час практично опозицијата се настојуваше да го обструира законот со кој што ќе се стави крај на 15 годишниот спор помеѓу МАК Петрол и државата. Многу тесно е поврзано со изведбата на гасоводот, затоа што се кособственици државата и МАК Петрол. Меѓутоа и покрените заложби да ова се обструира, мнозинството остана доследно на ставот дека овој договор е врз основа на проценка на релевантни домашни институции, една домашна, една транска институција, и дека после 15 години неуспех на судските институции да го решат спорот. Пратеникот Коцик исто така нагласи дека наредната година во Велес ќе започне изградбата на затворениот пливачки базен, но исто така нагласи дека кога ќе биде прогласен крајот на целата ситуација со коронавирусот, ќе поднесе иницијатива за изградба на споменик за сите жртви од Велес кои трагично го изгубија животот како последица од вирусот. Некако пратеник, како жител на Велес, кога ќе се предложи крај на оваа епидемија, односно кога ќе се прогласи, ќе поднесам иницијатива за изградба на еден споменик во спомен на жртвите од корона епидемијата од Велес. Сметам дека нивната жртва беше во склоп на оваа војна со невидив непријател, меѓутоа споменот на луѓето кои што ги изгубивме не би требало да запре, барем да бидат назначени нивните имиња. Тоа ќе повторам, ќе го направам како жител на Велес, без разлика кој да биде.